Добар ден, почитувани, еве сме ви во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Однапред добро знаеме и каде сме и зошто сме и што треба да правиме, но по однос на патот кон ЕУ. Темата е веќе ја гледате каде да одиме, ова во заграда, значи без би било а каде одиме или каде да одиме. Што вели ЕУ? Што вели државата, оние кои ја водат, што велат граѓаните на Македонија, ако велат и ако воопшто некој ги прашува. Или ете, кој слуша тоа што се зборува, а кој гледа што се работи. И од тука произлегува и темата, поврзана со повеќе фактори кои ја дефинираат актуелната состојба. Имено германскиот канцелар Фридрих Мерц испратил официјално писмо до лидерите на Европската Унија со кое предлага еден вид нов модел за како стратегија за како што се вели забрзување на проширувањето со посебен фокус на Западен Балкан и на Украина, или повеќе би рекол она што е ново, Украина да влезе таму, значи таа би напреднала, а дали потоа сите заедно со неа или не, тоа е веќе друго прашање. Тоа е едниот, велам, фактор со тој предлог на нов ЕУ модел, така наречен иновативна интеграција. Прашање веќе сега и тие дали колку се конзистентни, постојано и тие нешто менуваат. Впрочем, од една страна тука се според ова најавување, дури има иницијатива на 5 ЕУ земји, Австрија, Италија, Чешка, Словачка и Словенија, токму по таа линија наводнете Западен Балкан да не чека се или ништо, туку да добива пристап до делови од европскиот единствен пазар постепено, според исполнетите реформи, усогласувањето со европските правила. И тоа е тоа, всушност, како и ова идеја на германскиот канцелар Мерц, со таа иницијатива испратена до врвот на ЕУ. И токму тоа е барањето од него, да Брисел да најде иновативни решенија за интеграцијата, но клучниот аспект е за интеграцијата на Украина. И всушност се образложува сето тоа како идеја да се стави Западен Балкан со Украина на забрзана лента, а за постепена интеграција. Некако контрадикторно да одите на забрзана лента, за постепено да стигате некаде. Па зошто ви е брза лента, или забрзана, или каква и да е, за постепено да одите некаде, тогаш имате она десна средна лента, или она сосема десна, нели, жолтата, за да застанете, привремено да застанете. Како се вели уште. Не е битно, значи, ако користите брза лента, одите забрзано. Евете, се објаснува за брзана лента, за постепена интеграција. Што значи не сме имале никаква до сега. Но воопшто Западен Балкан, затоа што тука се подразбира и Албанија и Црна Гора, па зарем не одеат тие експресно. Сега да одат и тие со нас на забрзана лента, на кој ќе ни се приклучи и Украина, за постепено да се интегрираме. И добро, може би е модел со некоја корист, како и да е, впрочем, практично веќе видено од она идеја на Макрон, од него практично и произлезе или се едно и Франција како земја која тогаш председаваше и тој француски предлог, но и воопшто сето тоа, укинувањето на поглавјата со кластери, тој нов модел на процесот на пристап на земјите кандидати. И сега, добро, во предлогот се наведува предноста дека земјата кандидат би добила пристап до одредени европски програми, чекор по чекор, во зависност од тоа колку се усогласени со европското законодавство. И велам, тука би биле, значи, и Црна Гора, Албанија, Македонија и Србија. Но,
суштината е во тоа што оваа постепена интеграција би имала смисла ако е поврзана со оној мерлив напредок, она што ние од една страна се повикуваме копенхашки критериуми, јасни рокови, видливи награди и така натаму. Од друга страна пак и самите не сме дефинирани ниту конзистентни, затоа што постојано излегуваме со наши предлози. Те е одложен прием или услови како и да е, примена на реципроцитет со источниот сосед, па ете вчера и председателката Силјановска Давкова во Словенија дека уставни измени би се прифатиле, но да важат откако ќе завршат преговорите со ЕУ. Значи, еве сега нов од нас како модел идеја, која ако ништо друго пак и малку збунувачки делува за сите нас, затоа што сега излегува дека државата, кога велам државата, тие кои ја водат државата, не е против уставни измени, па зарем не беше уставни измени, поврзано со прашањето за јазик, идентитет и така натаму се загрозува или не се загрозува. Или сега излегува дека е тоа само, дека не е тоа проблем, туку гаранција дали ќе не примат. Што значи дека ниту ние немаме конзистентност, од тука е овој момент, вториот дел од темата, а може ли под наши услови, или по нивни услови, а очигледно ниту ние, ниту тие ги знаат, или барем се конзистентни во условите, како еве и досега, кој знае што може и да сменат во иднина, затоа што во суштина со ова идејата на Мерц се предлага Украина политички да биде внесена во ЕУ уште сега, а потоа да оди паралелно со сите нас со Западен Балкан оној процес на, така да всушност кој добива. Односно, од друга страна велам, дали може да се најдеме само уште во, тоест да останеме, нема што се најдеме уште подолго во таа чекална. И сега сето тоа всушност еве да го заокружиме со изјавата на поранешниот амбасадор Виктор Габер, кој поднесе представка до Собранието со барање пратениците да иницираат постапка за распишување референдум за продолжување на преговорите за членство во ЕУ. И тој се повикува на уставот, на претходните стратешки декларации за евроинтеграција и наведува дека одлуката на граѓаните на референдум би била обврзувачка, доколку се спроведе, за идната стратешка насока на државата. Вели, значи, дали нашиот пат кон ЕУ е всушност наше стратешко определување, се уште, дали народот го поддржува овој пат, ако не е така, да направиме нова стратешка определба, каде би се движеле. Но да се слушне и спроведе она што го сака народот. Вели, ме интересира мојот народ, визијата која треба да ја отворат пратениците за кој народот гласа, да го спроведат она што народот го бара. Затоа, вели, тие, пратениците, треба да се заложат за да се утврди дали таа ориентација, дали таа стратешка определба се уште стои или не стои, или треба нова. И ништо друго. И ете, затоа мислам дека некако сето ова е склопено во темата, значи дали ЕУ ни е се уште стратешка насока, дали знаеме каде одиме, дали сакаме да одиме и дали знаеме како. Па се обидуваме, со одложено дејство, не може ништо така, па не знам како беше исто на други некои варијанти со она што имаше Вучич и слично. Па не испадна ништо тоа. Па сега ете ова, немаме ние проблем со уставните измени, туку да ги смениме, да ги донесеме откако ќе ги завршиме преговорите од ЕУ истото тоа. Ете ја суштината, што мислите околу сето ова, малку ете се враќаме и на овие наши, а широки меѓународни теми околу европерспективите. 60 91 924 925, повелете кој ни е прв. Добар ден. Добар ден и убав ден. Да, убав ден и вам, повелете.
Вака сега. Каде ни е патот? Па не знам, пошто еве сега со гориво, со нафта во Иран, што прави, ќе мора да чекаме некоја железничка пруга, да видиме која ќе биде побрза и кај ќе не однесе. Така да гледам и Европа, еве, ништо активираат повеќе возови, железнички пруги, така да можда полека со некој воз, додека сето тоа се случи, ќе стигнеме до негдека, ќе бидеме, ќе може да отпатуваме, затоа што сега веќе горивото, херозинот малце многу деликатен. И така да го нема многу. Тоа е приоритет сега, така да со воз некако полека може ќе стигнеме. Меѓутоа народот, еве јас и многу други, значи сите сакаме. Ја не знам дали има човек што не сака да биде примен во Европа. Меѓутоа условите сега да бидеме, не е само ајде ќе одиме или ајде сега ќе земеме нешто, ќе јадеме, па не е битно дали ќе се разболиш или не, него дај да се најадеш. Мислам, не е онако. Значи, сепак треба да има некакви услови за да бидеме како што се и сите примени, затоа што гледаме колку држави на каков начин се примаат таму. Со други работи, еден на кафе, па ова ќе помине и така. Така да не е само работата овако да се оди. Меѓутоа условите се многу важни за нас македонците. Сега не можам да кажам за другите кои како, меѓутоа многу се деликатни. Како ти да отидеш таму? Ајде сега еве ти го мене одма календарот. Зошто да ми го смени календарот? Значи, ниједна држава во Европа прво не може да отиде ако календарот овако не го смени. Значи, тоа е првиот услов, да бидеме сега реални, гледаме сите. И сега што? Значи, едноставно ние сме уценети. Значи, не уценуваат ако направи. И не можам да сватам како може една Бугарија да не уценува кога таму толку држави има. Значи, една овако членка да може толку да блокира. Ја ова не можам да го сватам и не верувам. Ви благодарам, поздрав, добар ден, кој ни е следен. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Со вакви лидери, кај може да идеме ние? Се знае кај си иде со вакви лидери. Правец у провалија, у пропаста, во ништо повеќе. Значи, као прво и понудата воопшто не ми се допаѓа. Уште ги гледам, ги слушам еврофанатици кои уште веруваат у таа Европска унија. Добре, после толку информации, дајбе малку прелистајте бе мајката, абе има и други места за информирање, не е само тука кај нас. Абе видете таму, проверете да видите како се дешаваат работите. Дека Европска унија ствари не е ни никаква сила, ни глобална, ни никаква, ни локална више нема да биде. И важи кај нив не слога. Значи полека се раскршмува, само неколку држави у таа Европска унија така да газдуваат, да другите морат послушнички да и возвраќаат и да само да викат на заповед ваше височество фон дер Лајен или Марта Кос или ова Каја Калас. Значи нема ништо од Европска унија. Дај него и добро веца дали кај тебе кажуваше некој добро да се испотиме, да им ги собереме парите на овие што лапаат за овие 30 кусур години на некој начин како ќе правиме, не знам. Може со помош на Путин ако пробие на овие простори овдека на Балканот. Али тие нема да куртулат така. Не. Нив ќе ги спаса раката на граѓаните на Македонија. Многу ја претера и уште претеруваат, уште си трошат парички од кредитчиња. Значи, овој кредит што го зема е кредит, сори не, и кредитот и ова другото е пари од Европска унија кои не врзуваат. Нема време, сакам многу да зборам, ама нема време. Поздрав. Благодарам, поздрав. Ете, ќе продолжиме пак понатаму при нашите следни средби, верувам. Добар ден, кој ни е следен? Лисо, добар ден. Повелете, добар ден. Вака и со по моје мислење. Ако зборуваме за Европска унија, ги видов во возо кој да е. Тројца, тие да е Европска унија и видов. Што јаде, што пија, што се вели. Тоа е прво. Сега, мерц. Немојте да луѓе. Ние имавме еден канцелар, се викаше Меркел. Сменете го името во двете институции влегувате. И во НАТО, и во ЕУ. Уште ќе се лажи, бе. Сега, што нуди Украина? Што и се нуди Европска унија? Кажете ми што нуди. Сега ќе се играме.
А имам кажано многу одамна, по двајца од град да се бесиме доброволно. Нема да не примат. Друго е намерачено. Меѓутоа, гледајќи го светот во глобала, како се дели сега, по моje мислење, Кина, Русија, то ќе биде поделено на три големи сили. Така да овде нас не зависи кај ќе падниме. Но најверојатно под Русија. Европска унија за мене поќе е неможна. Ето. Гледате како НАТО ќе се распадне. Абе што да направиме, жалосно е. Пак ќе кажам, не вреди. Па ако можеш некого да го викнеш кафе да пиеш и да гласаш, па што ни викна бугарите да пиеме кафе? Не ве човек друг не неќе, нас не неќат, тие не сакат да не смислат, тие се намерачиле да не поделат на голема Албанија и да не постои ни Бугарија. Трн бокос, не отимаме јака историја македонците. Посматрајќи ги политичари, не народ албански. Вчера на една телевизија во очите се те гледа и вели, о, ние Македонија ја направивме. Абе како ја направивте од балишти да му е во мајката со испуцат на... молам, само дајте. Се извинувам, тоа ми е во зборо. Редно, внимавајте навистина. Сепак не треба да се спомнува дека имаме широк круг и настрана од оние сериозно кои очекуваат сериозно, пак и оние кои имаме обврска ги заштитиме, а тоа се помалите и слично. Барем да знаеме тогаш и да предупредиме однапред да ставиме дека не е за под 18 години или колку и така натаму, зависно што презентираме. Па однапред да им кажеме дека може да очекуваат нешто непредвидено што не е за таа возраст, а за оние над 18 и тие да бидат подготвени дека може не планирани да има, не знам, ефекти вакви, онакви состојби, ситуации и слично. Затоа ве молам сепак да внимаваме. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете. Добар ден, господин Со. Повелете, добар ден. Поздрав до вас и поздрав до вашите. Благодарам, повелете. После пократко време се јавувам од општина Чашка, сум Ѓоко. Така, повелете. Да кажам нешто. Претходниот говор, воопшто, значи, не личеше на ова емпириски докажан факт на нешто, нема да го докажам, меѓутоа говор на партиски говор кој содржи само елементи на неможност на Македонија да оди напред. И Русија ја спомна како Русија не сме во ни еден опција да ни биде нас опција, господин. Во ни една опција, затоа што таму е диктатура. Унгарија беше диктаторска. Уште Србија и Македонија остана под диктаторски. Па добро, дали сте вие за ова идеја на поранешниот амбасадор Габер да се распише референдум? Па да видиме каде сме, што сме, затоа што се тоа се тера на една идеја од некои други времења, од други околности, така натаму. Сте се уште или не сте, мнозинството? Имаше за Преспанскиот договор. Имаше ли референдум? Зошто не излеговте да гласате за да не биде Преспанскиот договор реализиран? Зошто не излегува луѓето да гласаат против Преспанскиот договор? Нели имаше референдум? Па референдум да луѓето да кажат дали се за. Потоа има друг услов. Значи собранието, како што собранието на Грција го направи тоа го направи нашето собрание. Господине, ние Европска унија која изгубиме, нема државче да им бидеме. Со бугарите ние не треба да се караме бугарите. Што ако некој кракал Гоце Делчев го викал дека па зошто Гоце Делчев? Кај се фамилијата на Гоце Делчев? Ние го почитуваме, не се борел за ВМРО, внатрешна македонска револуција, бил учесник. Меѓутоа така и се фамилијата, така и се на Христо Татаршев фамилијата. Сите се бугари, бе, господин, извини на изразот. Но добро се едно... Така. Значи, ве молам, треба да разбереме. Поздрав, немам време. Да, благодарам. Да, во ред, разбирам, немате време и затоа не сакам ниту јас да кажам нешто што да рече не може да одговорите па да испадне кај јас ви. Затоа само го прошируваме на вашето, да, па каде сме. Етничкото, дали нужно значи етничкото, се едно етнички бугарин или кој да е, дека и пристапот или политичкото делување или какво и да е
е такво. Се поклопува со етничкото. Или се едно, како што велам, нормално е, односно едно е етничката припадност, друго е политичката, друго е, не знам ако сакате, се едно идеолошка и така натаму, која не е нужно врзана со етничката. И тоа воопшто за се, како што со криминалот не е. Нема таму, нема, овој е, не знам, бугарин бил, значи не е криминалец. Па не значи, нема врска тоа, етничкото. Во таа смисла исто да, бугарин етнички, па дали тоа значи дека е против, не знам, Македонија. Или дека имате со Русија сега со ова, има многу луѓе кои и заминуваат и се против. Секако, огромен број се за, има дел кои се неутрални и слично. Сакам да кажам, значи, токму таа припадност не е, значи, нужно и дека ја определува и ориентацијата по однос на политичките одлуки и слично. Не ви велам ништо префрлам, немате што истече времето, но чисто ја дополнувам моето она што кажавте. Да, факт е бил таков. Сега јасно ни е од тоа што правел неговото дело, активности и слично извлекуваме од тука. И обратно, имаме етнички македонци кои, да речеме, не знам, не чувствуваат, најблаго кажано, имаат поинакви сваќања. Или не ја гледаат во вакви рамки или во онакви. Во таа смисла, велам, чисто не е тоа нешто што определува кој како би делувал. Инаку тогаш треба и која е перспективата на Македонија со мултиетничноста. Тогаш, значи, секој ќе си тера на своја страна, независно. Ако го има потеклото, српско или што ли, па нема, тоа е против Македонија, тоа е за Србија. Но јасно е дека не е така, што не значи дека нема и такви. Добар ден, повелете. Убавден, ако сум на линија. Да, вие повелете. Благодарам. Прво, јас ќе се сложам со господинот Габер, затоа што ова го пропагира уназад можда 10-15 емисии, значи господинот Мицковски да не се плаши, да распише референдум и народот да каже сака да оде во ЕУ или неќе. Ако сака да изнајде начин со компромиси и не знам што, и да одиме во ЕУ. Ако народот не сака, ќе стопираме до тука и ќе си го тераме, што се вика, магарето онака како што ние сакаме. А во оваа ситуација ние не можеме да ја условуваме Европа, затоа што ние бараме да одиме во Европа. Европа ги поставува условите, значи кои треба ние да ги исполниме. И ние не може да бидеме, што се вика, на таткото татко да му бидиме. Затоа ми се чини дека стварно ние погрешна политика водиме во држава. Ние повеќе го тераме инатот, ние сме патриоти, вие сте предавници. Сите се предавници, немаме ние патриот во државава, да размислува, да работи во интерес на државата и да го изнајдеме начинот како да отидеме, што се вика, кај се ода сите турци, оди и гол Асан. Ама ако бега сите турци и гол Асан ќе бега од тамо. Ја не знам како да го објаснам тоа. Ние не знам како разумевам, ма меѓутоа не можам да се сложам апсолутно. Ја ги сваќам и бугарите од памти век бараат ние да бидеме дел со нив, што нема шанса да бидеме, но ете, нека распише референдум, нека го постави тоа како прашаме, а нека народ се изјасни. А иначе додека ние вака размислуваме, господино Мицковски, ако треба ќе чекаме со деценија. Кого ќе очекаме? Нов покорител на држава, малку турците не малтретира, малку ли не србите, бугарите не малтретира. Треба ли уште некој да дојде да ни трие сол на главата? И за не размислуваат, немаат памет во главата, па измислуваат глупости, само да не се реши проблемот. Благодарам, поздрав. Благодарам и поздравам. Па ете сега, тоа е клучното прашање, велите да видиме како би се изјасниле што мисли народот, а оние кои го имаат мандатот од народот да го спроведат тоа што народот го сака. И во тој контекст спомнавте, ако е против, стопираме да бараме нешто друго. Или да не бараме, секако ќе видиме. Народот, населението ја држи државата. На тој референдум евентуален или како и да изјаснување, како работници во некоја фабрика.
Ќе излезат и ќе кажат, ние не дозволуваме да пропадне фабриката. Ќе работиме и 3 месеца за половина плата или ако не треба воопшто, ќе ја спасиме. Подготвени сме. Од друга страна, ако раководството приморува или не дава плата, без согласност, без договор со работниците, ништо тоа нема. Сакам да кажам дека токму ставот на граѓаните. Не случајно денеска и во собранието се одржа панел дискусија на тема геополитичката димензија на проширувањето на ЕУ и импликации за Западен Балкан. Присуствува и амбасадори и така натаму. И сега помеѓу другото, акцентот од оние кои се за ЕУ не е дискусија околу модалитетите, начините, што сме направиле, што ќе направиме, како тие да ни олеснат. Туку, на некој начин, ултимативно, па и со доза, барем мене ми се чинат овие изјави, со доза на застрашување, дека час поскоро мораме да прифатиме и да одиме, затоа што инаку сме готови. Не бива. Тоест, не бива, туку нема да преживееме. Еве, да речеме, лидерот на СДСМ Филипче вели, нема да имаме пари од каде да земеме, ќе тонеме во сиромаштија, младите ќе заминуваат од земјата, еве, јавен повик упатува, значи тој упатува и понуда до власта да се преземе одговорноста за уставните измени, веднаш да се спроведат и вели јавен повик да го направиме чекорот, да ја споделиме заеднички одговорноста, власта да не го пропушти моментот, бидејќи во спротивно нема да преживееме и не ќе има од каде да земаме пари. И, значи, цената да не се зграбчи можноста која се отвора за ЕУ сега, никогаш не била поблиску, и на тоа предупредува и шведскиот амбасадор, и ако не се искористела сега, кој знае со децении кога ќе била. И сега, значи, сепак, ова се едни гранични, крајни, екзистенцијални пораки. Се или ништо. Па до толку повеќе требали да не прашаат. И може би се едно, прво не сме во затвор, секој поединечно и тие ни даваат по корка леб дневно и не смееме и не можеме ништо да направиме. Секој одлучува за себе. Дали ќе замине од тука, дали ќе се едно оди да обработува некоја земја, аграр, земјоделство или што ќе прави. Но, велам, населението, граѓаните се носителите, особено ако е волку критично. Дали ќе преживееме или не и сега или никогаш, па може би уште повеќе основата да бидеме прашани. И да кажеме, сега или никогаш, па нека е цената и негативна. И Титаник тонеше, оние не скокнаа, свираше музиката до крај, не скокаме. Ама како сега или никогаш, не чамец, нема, свириме до крај. Може би ќе биде и тоа одговорот. Сега или никогаш нема да ни дадат пари и нема да преживееме. Нема што. Достоинствено, не сакам уставни измени, нека преживееме. Еве референдумот. Хипотетички зборува. Или ќе биде како она што реков исто одговорот. Нема, под вакви услови не сакаме. Ние сме тие колективот на таа фабрика на државата. Ќе работиме, ќе изнесеме на плеки ние. Но и ќе ставиме гарнитура која ќе го спроведе тоа што го бараме ние, а тоа е да се пречисти сосема се што е во оној дел на организиран криминал, корупција и така натаму и да се фатиме заеднички сите. Ние како граѓани, вие како тие кои да се, кои ја водите државата и ќе тераме. Не значи да одиме со ово или со оној, ќе видиме каде, па ќе излезе нешто попат, ќе ни даде некоја понуда, ќе падне цената, ваму ќе скокне таму, па ќе купиме тогаш. Добар ден, повелете. Добар ден. Длабоко се извинувам, погрешно бев сватен македонски збор. И тркалото да пукни ќе го кажи тоа, а не некого да навредам. Да, ма не разбирам, немавте се отиде така, но јасно, во ред. Да. Не беше злонамерно, јасно е, да. Се извинувам. Не, во ред ја знам, но затоа велам да внимаваме сепак да не се... То македонски жаргон, реков, и тркалото речеш, ми се скира тркало. А не злонамерно. Ма не, јасно ми е, таман работа, па немаше воопшто да еве ни сега дискутираме да имав поинаков печаток. Да, не ви одземам време. Кажете, да. Добро, ви благодарам. Ајде, ете, во ред, се слушаме и во друга прилика, да видиме, ајде некој друг што ќе ни каже. Повелете. Добар ден.
Добар ден, се слушаме ли со некого? Дали имаме некого? Повелете. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Повелете, добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака сега. Па не ли гледаат бе овие заспаниве каков циркус прави Европа бе? Украина ќе ја путнат во Европска Унија без право на глас. А овие земји од Западен Балкан никој нема да има таков приоритет. Една Турција веле сила не ја примаа 30 години. Нас 30 години не ни даваат и да почнеме преговори, а цело време не уценуваат со домашни предавници да подпишуваме договори штетни за македонскиот идентитет. Па слепи ли сте да видите што е игранката бе? Утре да кажеме дека сме бугари, ќе влезе Северна Македонија во Европска Унија. Како не ви е јасно? Или Србија да се откаже од Косово, утре ќе влезе во Европска Унија. Па не ли гледате што е игранката бе? Па тој Велјан се јавува, па не икете во Европска Унија, па ова, па она. Абе, освести себе човече. Ги браниш предавници од СДС милионери што ти станаат заев и компанија бе. Човек што брани предавници, тој е предавник. Па како не гледате што е игранката дека едноставно никого нема да примат во Европска Унија од Западен Балкан додека не ја креираат голема Бугарија и голема Албанија. Додека не го уништат православниот српски македонски народ да не постои. Па не ли го гледате бе тоа бе, тоа е очигледно бе, ало. Значи решението е стратешко пријателство со Кина да направи Македонија и да се спаси више. Не е решението да ти дадат овие некој евро со уцени за да си го уништуваш идентитетот. Па не ни треба такво влегување во Европска Унија бе. Имате ли малку патриотизам во себе бе? Значи, со облегувањето на бугарите во уставот ќе почне бугаризацијата, ќе ги извадат 200-300 пасоши. Благодарам, поздрав. Јас пак не сум сигурен, ете и ова што велите вие, доколку уставните измени се направат, Македонија, односно Србија, доколку ова со Косово го реши по барањето по моделот ете кој ЕУ го поставува, дека утре ќе сме биле примени, дека ќе не примат. Не сум сигурен, затоа што мислам дека дури тогаш пак ќе кажат, а сега имате реформи. Па еве направивме уставни, па направивте уставни, добро, направивте и име сменивте, направивте и што требаше таму. Знаме Преспански договор, сите тие одредби направивте, но и ова беше дел од вашите обврски, обврска која ја усвоивте во собранието. Тоа го направивте, но што е со испитите? Реформите треба да ги спроведете, владење на право, темелни вредности, ништо со тоа. Ке одиме еве сега, затоа иновативна интеграција, како наведува Мерц. Чекор по чекор, па ќе видиме. Сега го отворивте патот по кој ќе може да одите. Така што јас не сум нешто оптимист во уставните дали нешто ќе отворат. Ќе отворат, може би, ајде сега правете реформи, а не нешто за утре. Но добро, дај Боже да сте во право. Добар ден, повелете. Добар ден, ако сум јас. Да, вие повелете. Исус, добар ден уште. Добар ден, повелете, да. Па видете вака, од сега треба и вие како телевизија да апелирате сите млади што одат како овој претходникот за Кина и за Русија. Значи, ете патот ни го кажуваат каде треба да одиме. Младите таму да се насочуваат да не идат више на кај Европа. Друга работа, скоро читав, дали е сега вистина, мислам дека не е баш до толку дојдено. Премиерот што ги наоѓал на аеродроми и у авиони, што се враќале овие, пошто толку ни е било овдека добро. И отишол човекот, рекол се враќам од Шведска, барам да се пријавам и барам работа, каде да се обратам. Му рекла службеничката најдобро е на психијатар да се обратиш. Значи до толку ни е дојдена работава да више не знаеме, или како што кажуваше Миле Ѓукановиќ со неговите зборови исто, каже седи Джесин и за Джесин ниси. Значи толку ни е дојдена работава и ние, пази, ги слушам да мора Европска Унија да дојде кај нас, да клекне на колена и да не праша.
Па убаво предходникот што стално спомнува голема Бугарија, голема Албанија, па точно да не влеговте у НАТО, токму тоа и ќе се десеше. Убав ден да ја учиш. Благодарам, поздравувам. Затоа ете и овој втор дел од темата, ако сме за ЕУ и одиме и уверени во тоа, а може ли по наши услови? Те одложени одложен прием, па не знам да спроведат Бугарија овие пресудите од Страсбург, ние не прифаќаме тогаш, па уставни и отпосле, мислам, ете, може ли тогаш под наши услови? Сето тоа јасно бара време, еве, сега да, како што предлага Давкова, не е државата против уставни измени, но да важат откако ќе завршат преговорите. Ајде, сега, вие проверете се тамо, па јавете ни, ако може така, ние, еве, вака сега, ова се нашите услови. И сега тоа е тоа, во меѓувреме, да сме живи и здрави, па да видиме што ќе биде. Добар ден. Добар ден, почитувани. Почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас исто. Па за тоа дали самостојно да се гради патот кон посветла иднина или да се зависи од друг тутор, да речам, јас ќе направам една историска паралела со Сингапур и со еден историски лик кој го водеше Сингапур од 59 до 90 година, односно Ли Куан Ю. Иначе починате 2015 година. Како што знаете, Сингапур има 5 милиони жители, но има и 572 милиарди долари бруто национален производ. Историски кратки црти, значи 2 века, 19 и 20 век била под британска колонија, исклучително сиромашна држава, само со трговија и рибарство се занимавале. Но 65-та година, иако биле во склоп на Малезија, доаѓа до голем политички судир и Малезија го набркува Сингапур од својата земја. И тие се принудени да бидат независни. И овој лидер, Ли Куан Ю, и самите жители во Сингапур, со дивната трудолюбивост, штедливост, дисциплина, правен поредок, тајде ќе речеме цврста рака, стигна до степен, како што сега знаеме, да се први во електрониката и во високотехнолошката индустрија. Иначе Денг Сјаопинг го зема Сингапур како модел за уредување и напредок на Кина. Во наредна прилика повеќе ќе кажувам за Сингапур, а само за СДС да прокоментирам, односно изјавата на Филипче, што вели дека ќе немаме пари. Точно, СДС ќе нема пари, затоа што долго време нема да биде на власт, значи ќе не можат да крадат од државниот буџет. И сега или никогаш тоа го слушам од дамнина, и за фирам сега или никогаш, и за рамката сега или никогаш, и за името сега или никогаш ти велеа, и за Преспански сега или никогаш. Благодарам, поздрав. Сингапур е пример на земја која покажува дека и покрај малиот број на жители, на население, а уште помала пак површина, територија. Тоа е неверојатно, тоа е еден град практично, и не практично, туку и де факто, дословно, буквално, дека не го определува богатството, просперитетот на таа земја. Секој би бете, како што кажа гледачот, токму и тоа разидување со Малезија, која сега, значи, соседна со која граничи, всушност, токму тие причини. Што ќе направат тие, посебно град ќе остане. Но тоа е сега, навистина, котира високо и со и БДП, и пасоши, и така натаму, и неверојатно, буквално нема нешто, а да е ништо. Да кажете, што ова ништо, празен простор. Се е осмислено, се е во некоја функција и се е за да покаже дека независно од дете. Малата површина и бројот на луѓе, кој всушност и пренатрупан, тоа е неверојатна густина на население. 5 милиони на толку мала површина, што е само ја проблематизира целата работа, всушност не е пречка. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, да. Јас сум, така? Да, вие повелете. Да. Па вака, дали нашиот пат еко не може ли под наши услови? Да, под наши услови може. Меѓутоа, јас, ако би ги поставувал условите, ако може, Брисел да го донесеме во Скопје. Пошто имаме доволно станови, има 61.000 празни станови. Имаме доволно за секој функционер од
сегашните бриселски функционери што за Европска унија што работат, по еден споменик да му дадеме во дворчето и да си има и по еден споменик. Имаме доволно услови и простори имаме и веројатно и ќе се подобри и превозот во Скопје, тогаш ќе добиеме автобуси, не? Добро, малку шала. Па секако дека тие постуваат услови, ние треба да се прилагодиме на нивните услови. Па за да бидеме примени. Ние бараме да бидеме таму. Таму ни се 50% од нашите млади луѓе, таму работат. Сега очекувам господинот Мицковски да појде на аеродром и да првиот авион што ќе се враќа да ги пречека со Свејќиња заедно со Николовски и компанија, да ги пречека тие наши таму што работат, ќе доаѓаат сега, да, на одмор ќе доаѓаат, ќе почнува одмор. Секој авион да го пречекува дека се враќаат луѓето и со Свејќа да ги пречека да дошле во нашата држава. Само не знам на кој јазик, дали на англиски, на германски или не знам на италијански ќе се разберат. Ќе мора да има преведувач. И друго, да го спомнам предходниот гледач, преначитан е, навистина е добро едуциран. Меѓутоа, за мене е најголемиот предавник од досега тие што сега има и повеќе и тој. Тој е најголемиот предавник зашто не ја користи македонската азбука. Ние не ја користиме абецедата. Ако е толку едуциран, тој треба да користи македонската азбука. Не постои СДС или ВМРО, постои СДСМ или ВМРО. И поздрав до него за друг пат да припазува како ја користи како го користи македонскиот јазик. Јас очекувам. Така, благодараме те и за овие лингвистички укажувања околу употребата на јазикот и добро ако сме до тоа скалило да ги тие работи дефинираме, тогаш и на добро ниво сме. За жал би рекол дека има многу работи кои се уште далеку од ова и кои многу по-сериозно го оддалечуваат, го прават се помалку автентичен, да не кажем и го расипуваат јазикот. Ова се веќе финеси, водите сметка за се, па ова е веќе, со други збори треба бидете свесни. Абецеда, азбука и слично, па да внимавате и тоа. Ние имаме воопшто, гледате, во јавен дискурс и така натаму, тотално употреба на нешто што оди во друга насока. Но добро, ајде, не е сега темата да не одземаме. Секако, велам, добро е да никогаш не е одлично да се укаже, јасно. До толку повеќе, велам, што не ни е одлична ситуацијата ни по однос на негувањето на јазикот. Добар ден, повелете. Ало? Да, поздрав, повелете. Добар ден, поздрав, Исо. Да, благодарам, повелете. Видите, они не те признаваат за народ, ти ќе ги ставаш во уставот. Ние што се јавуваме сите сме шеќераши, а шеќеро уништува мозоко. И значи не знаеме да размислуваме. После бубрезите, некои се со мозични удари. И нон-стоп истите се јавуваа. Склерозирани до крај. Видите, бугарите дадоа декларација во Брисел оти македонизмо никогаш нема да влезе во Брисел. Тие дадоа оти македонците се бугари и македонскиот јазик е бугарски. Имаа декларација од нивното собрание во Брисел. И са ние ќе ги ставаме во уставот. За некој да му се изврши Венко Филипче. Венко Филипче лично он не е македонец пород. Он може да каже све што. И тие се околу него ниеден не е македонец пород. Во СДСМ сега, новото раководство што му е. Така да они може да кажуваат секако, дека ние македонците што правим. За нас се односи македонците. Види сега, албанците, кога се односи нешто за албанците, треба и они да гласаа, нели двојно гласање има. А кад за нас, кога се односи за македонците, сите ќе гласаа и ќе не надгласуваа. Тоа е проблемот. Никогаш ни една држава во Европска унија. За 2-3 години ќе речат, ако пратите војска против Русија за Украина, ќе ве пуштиме во Европска унија. Тоа ќе се деси скоро. Европа ќе Англија, Германија, Франција отворат војна со Русија. Тога ќе ни оценуваат па војници да праќат. И тоа ќе е без крај. Ќе стане голема катаклизма за 2-3 години во Европа. Дали ќе постои Европа, тоа е питање.
Ви благодарам, исто пријатно. Благодарам, поздрав до вас, добар ден. Здраво, Ицо. Здраво, се слушаме, да. Па види, бугарите викаат дека ние треба да имаме работа со Европа. Па зошто тогаш комисиите и македонска и бугарска работа? Зошто Европа не си пушти нејзина комисија? Што ние македонците имаме работа со Европска унија? Јас мислам дека ние сме демократска држава, така? Добро, да. Па луѓето си кажа убаво, си гласаа за ВМРО, си гласаа за ЗНАМ. Да не знам што се буни народот. Еве и после 2 години Исок има избори, па нека си соверат 80 пратеника вие, ако сакаат толку во Европа. Со вие правила што не ги даваат и вета од Бугарија, и па и вето и од Европа не имаме, не само од Бугарија. Испаднете си на избори, соберете си 81 пратеник, изгласајте за бугарите, за хрвати, за се. Кој ве запрал? Никој не ве запрал. Соберете 81 пратеник и решете проблемот. Ставете ги бугарите во устав. Еве, сега народот во овој момент не ги сака бугарите во устав. И што толку плачете? Секоја се бали, нека слушаме. Бугари во устав, бугари во устав. Па не ли вие досадно, бе? Па вие го подпишате тој договор со 63 пратеника. Кој ве тераше да не собирате 81? Доста е тоа бугари. Не пукнавте овие 2 години. Бугари. Колку пари имате земено вие од бугарите? Што толку ги сакавте? До вчера ги псуевте по улица. Бугари, татари, бугари, цигани. Палевте знамења таму бугарски. Сега бугарите ќе ги ставате вие во устав. Поздрав, Исо. Поздрав, се слушаме, благодарам за јавувањето. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, добар ден. Се слушаме. Да. Целата вина и целата кривица е во сите нас. Никој нека не се правда, јас сум ваков, јас сум таков. Сите сме виновни од 1 до 101. Зошто то го викам? Прво, не излагаме на избори да направиме држава. 100%. Да имаме пратеници. Македонски пратеници за Македонија. Не е битен националноста кој што е. За Македонија треба да излези на избори. Дали е турчин, дали е албанец, дали е ром, дали е македонец. За Македонија, кој ќе излези да гласа, да ја направиме државата. Овие предавнициве ќе се подсетам на Тито за една буква 12 години затвор оде за една, а не за една реченица. Ете, тоа државата е чува. А не овие издајнициве, овој Филипче, овие работи што излага по телевизија, што ги зборува, што вика овој, што глуда. Тито да беше 150 години затвор ќе беше осуден. За тие зборови што ги кажува по телевизија. Или Рамилуков што го прават. Држава не се прави така, не се чува. Тие фактички, не знам, неќе да се спуштам се подолу малце, треба судов да донеси некоја строга мерка, казна, секој против државата што работи, да се казни, драконски казни. Така се чува држава. А вака, со распродавање, сона, запнат бугарите. Бугарите сака да не уништат скроз, дали им е јасно? Не им е јасно на овие. Ама толку се прочитали, толку научили, толку Благодарам, поздрав, добар ден, помилете. Веќе завршуваме. Добро, ви благодарам, ве поздравувам. Интересни размислувања, интересни дискусии и останува сепак, ако се уште не е дефинирано ова со референдумот, секако ние како гласна јавност и не само преку овие средби, туку и на други начини да укажуваме на она што сметаме дека е иднината за државата, односно за сите нас. Јас ви посакувам пријатна блиска иднина во ова пријатно попладне и во добро да се видиме и утре. Секој добро, довидување.